Хрватите во Македонија бараат уставно признавање. Европа на удар од топлотна купола. Креми се противи на мирни преговори. Разорени куќи и уништени возила по случаен инцидент со воен авион. Најдобра дестинација за жени кои патуваат сами. Гимнастичарките Илина и Ева со нови медали во Германија. Хрватите кои живеат во Македонија изразија желба да бидат вклучени во уставот како една од признатите заедници во државата. Според нив, ова би значило официјално признавање на нивниот културен и историски придонес во македонското општество. Представниците на хрватската заедница нагласуваат дека во Македонија живеат со децении и имаат активна улога во општествениот и културниот живот. Тие сметаат дека уставното признавање ќе им овозможи поголеми права и институционална поддршка. Иницијативата е веќе испратена до надлежните институции, а поддршка е побарана и од властите во Хрватска. Од заедницата истакнуваат дека нивното барање е во согласност со принципите на еднаквост и мултикултурност што ги негува Македонија. Останува да се види како ќе реагира македонската влада и дали ќе има политичка волја за промена на уставот во овој правец. Досега слични барања поднесоа и други заедници кои живеат во земјата. Во Европа пристигнува метеоролошката пролет 2025 година, а временската прогноза станува многу потопла со влегувањето во првата недела од новата сезона. Се очекува топлотна купола која ќе донесе температури од 10 до 15 степени повисоки од нормалните. Голем топлотен бран ќе се прошири низ централна и источна Европа, со највисоки температури и аномалии предвидени за овие региони, вклучувајќи го и Балканскиот полуостров. Топлотната купола е метеоролошка појава која создава многу високи температури. Таа се формира кога многу топла воздушна маса се стабилизира на повисоките височини, што доведува до рекордни температури подолу. Оваа карактеристика, исто така позната како омега блокирање, создава стабилни и суви временски услови со минимални шанси за врнежи. Обично, таквата купола трае неколку дена или недели, а најчесто е поврзана со сушата и зголемени ризици од шумски пожари. Креми изрази спротивставување на мирните преговори за конфликтот во Украина, обвинувајќи ги западните земји, особено Франција, дека имаат интерес за продолжување на војната. Според изјавите од Москва, западните сили не се заинтересирани за решение, туку ја поттикнуваат ескалацијата. Русија го критикува пристапот на западните земји, кои, како што тврди Креми, ги снабдуваат Украина со оружје и средства за продолжување на конфликтот. Според нив, ова го прави мирот невозможно остварлив. Франција, од друга страна, продолжува да ја поддржува Украина со воена помош. Иако постојат надежи за преговори, Креми останува категоричен дека Западот ја има основната одговорност за продолжување на конфликтот. Руските представници истакнуваат дека за какви било мирни преговори потребно е да се променат политиките на западните земји, кои, како што тврдат, се во служба на агресивни интереси. Овој развој на настаните само го зголемува политичкиот притисок врз Франција и нејзините сојузници, кои се соочуваат со тешка одлука дали да продолжат со воена поддршка или да се обидат со нови дипломатски напори. Селото во Јужна Кореја се наоѓа во хаос по случаен инцидент кога воен авион случајно фрлил бомби, кои предизвикале големи штети на куќите и возилата. Во инцидентот, бројни домови се уништени, а неколку возила се оштетени од експлозиите. Властите во Јужна Кореја веднаш започнаа истрага за причините на овој несреќен настан, кој се случи во близина на воената база. Оштетените жители на селото бараат итна помош и обештетување за загубите што ги претрпеа. Инцидентот предизвика загриженост и меѓу локалното население, кое е вознемирено од неочекуваната опасност. Од воената служба изјавија дека преземаат мерки за спречување на слични инциденти во иднина. Бомбардирањето остави траги на инфраструктурата во регионот, а локалните власти започнаа процес на обнова, но изразија загриженост за безбедноста на жителите. Вистина е дека некои дестинации се многу попогодни за жени кои патуваат сами, а новата студија откри дека Хелсинки е на врвот на листата. Финската престолнина доби највисока оценка, благодарение на безбедноста, пријателската атмосфера и културните атракции. Загреб се најде на второто место, а Берлин на третото, додека меѓу најдобрите градови се и Сингапур, Варшава, Мадрид и Виена. Истражувањето ги анализирало факторите како трошоците за живот, достапноста на бесплатни атракции и општата сигурност за соло патничките.
Хелсинки се издвојува со своите музеи, културни центри и реновирани знаменитости, но и како одлична почетна точка за истражување на Финска. Вистина е дека се повеќе жени патуваат сами, а овој ранкинг дава вредни информации за нивниот избор на дестинација. Покрај културните знаменитости, Хелсинки нуди и богата природна околина, која е идеална за љубителките на активен туризам. Со безбедни велосипедски патеки, зелени паркови и крајбрежни прошетки, градот е прилагоден за оние кои сакаат да истражуваат без грижи. Во однос на трошоците, иако Хелсинки е поскап од некои европски метрополи, тој нуди многу бесплатни активности како јавни музеи, културни настани и отворени простори за рекреација. Ова го прави привлечна опција за оние кои сакаат да патуваат економично, но без компромиси во квалитетот на искуството. Вистина е дека безбедноста е еден од најважните фактори за жените кои патуваат сами, а Хелсинки се истакнува како град со ниска стапка на криминал. Според истражувањето, жените тука се чувствуваат сигурно и пријатно, што го прави идеално место за независни патнички. Македонските гимнастичарки, 18-годишната Илина и 15-годишната Ева Соколовски, продолжуваат со врвни резултати во Германија. Илина освои злато, а Ева сребро на надпреварот во Гутерсло, со што се квалификуваа за републичкиот шампионат во Боркен, каде повторно постигнаа голем успех. Последниот триумф доаѓа од традиционалниот куп турнир во Бохум, каде Илина Викендов освои уште едно злато. Двете се веќе дел од најдобрите гимнастичарки во Германија и членки на македонската репрезентација. Илина во мај ќе ја представува Македонија на Европскиот куп во Баку, а Ева со својот тим ќе настапи на големото финале во Лајпциг. Хрватите во Македонија бараат уставно признавање. Европа на удар од топлотна купола. Креми се противи на мирни преговори. Разорени куќи и уништени возила по случаен инцидент со воен авион. Најдобра дестинација за жени кои патуваат сами. Гимнастичарките Илина и Ева со нови медали во Германија.